на Канал Плюс телевизија во 12:30. Добар ден. На почеток еве дел од вестите за кои ќе ве информираме. Денес владеачката партија ВМРО ДПМН го одбележува својот 25-ти роден ден под слоганот "Нашата сила е нашиот народ е нашата држава". Денес и утре во Берово се одржува фестивалот Баскерфест. Уличните артисти ќе имаат настап на плоштадот Димитар Беровски. Со концерт на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот, вчера вечер започна манифестацијата Штипско културно лето, која ќе трае до 9 август. Денес во 19 часот владеачката партија ВМРО ДПМН ќе го одбележи својот 25-ти роден ден. Нашата сила е нашиот народ е нашата држава е слоганот со кој ќе се одбележи родинденот на владеачката партија вечерва на плоштадот ВМРО со почеток од 19 часот. Партијата е идеолошки наследник на првобитната ВМРО, внатрешна македонска револуционерна организација, создадена во 1893 година. По формирањето ВМРО ДПМН беше првата партија која официјално се изјасни за самостојна македонска држава. Со конференција за едукативниот пристап кон предизвиците од заштита на приватноста ќе се одбележат 10 години од основањето на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Во изминатите 10 години во оваа дирекција се обратиле над 5000 граѓани. Се одбележуваат 10 години од основањето на Дирекцијата за заштита на личните податоци. По овој повод ќе се одржи конференција за едукативниот пристап кон предизвиците од заштита на приватноста утре и задутре во Скопје. Представници на Google, Facebook, Советот на Европа и органите за заштита на личните податоци од Австрија, Полска, Бугарија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Франција и Унгарија, како и на неколку граѓански организации од земјата, ќе разговараат за предизвиците што ги наметнуваат новите технологии за заштита на личните податоци. Во оваа дирекција во изминатите 10 години се обратиле над 5000 граѓани, кои ги доставиле своите представки, а забележан е пораст на оние кои бараат помош при злоупотреба на лични податоци, но и на граѓани кои сакаат да се консултираат за тоа што е злоупотреба на лични податоци, а што не е, особено земање фотокопија од лична карта. Законот за заштита на личните податоци е донесен 2005 година, со што за прв пат во Македонија правно се регулираше оваа материја, а во државниот устав се гарантира правото на заштита на личните податоци, но законот поконкретно ги дефинира обврските кои ги имаат контролите, односно фирмите, компаниите, институциите, приватниот и јавниот сектор кој што врши обработка на личните податоци. Полициската станица Штип именува нов командир. Довербата на мнозинството совидници во Општинскиот совет му припадна на Александар Николов во изборот на предложените кандидати за оваа функција при секторот за внатрешни работи во Штип. Денес и утре во Берово се одржува фестивалот Баскерфест. Се очекува голем број на посетители за викендов во Берово, поради што е збогатена културната и забавната понуда во градот. По 8 пат годинава ќе се одржи Баскерфест со низа настани во периодот од 12 јуни до 13 јули. Берово по трет пат ќе биде еден од градовите каде што ќе се одржи Баскерфест фестивалот. Уличните артисти ќе настапат во Берово на 20 и 21 јуни на плоштадот Димитар Беровски. Се очекува добра забава за граѓаните на општина Берово, како и за туристите со што ќе биде збогатена културната и забавната понуда во градот. Фестивалот секоја година е со новитети кои се воведени од 2008 година па наваму. Организаторите очекуваат зголемување на бројката на посетители на настанот, кој што започнува денес. Манифестацијата ќе понуди многу изведби на уличната забава со различни вештини на некои од најдобрите улични артисти и музичари од светот и Македонија. Целта на овој фестивал е да понуди промовирање на настанот низ целата држава. Истовремено фестивалот ќе има за цел да ја подигне свеста за значењето и вредноста на уличната уметност.
Официјално вчера вечер започна манифестацијата Штипско културно лето, која годинава се одржува по јубилеен 30 пат. Честа да го започнат овој голем културен настан им припадна на членовите на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот. Со вчерашниот концерт на традиционални песни и сплетови на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот започна Штипско културно лето. Манифестацијата со големо значење за културниот живот на градот. За годинешното јубилејно 30-то издание кое се одржува од 19 јуни па се до 9 август, предвидени се голем број активности, концерти, изложби, промоции и театарски представи. Како што и претходно истакна градоначалникот на општина Штип примариус магистер Захариев, столбот на годинешново издание на Штипско културно лето ќе бидат факултетот за музичка уметност, средното музичко училиште и културните уметнички друштва. Освен овој концерт предвидени се уште неколку содржини од етно карактер, а и годинава ќе има концерти на оперски певци. Локациите за одржување на предвидените активности се дел од просториите на Универзитетот Гоце Делчев, Народната установа Центар за култура Ацо Шопов, Народниот театар, Уметничката галерија Без истин и Дом на млади. Ова е големо културно остварување на град Штип, кој преку 30 на настани до предвидениот датум, 9 август, ќе приреди вистинско уживање за сите посетители. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека убиството на 9 лица во афроамериканската држава Чарлстон покажува дека расизмот се уште е присутен во Америка, како и дека постои потреба од подобро законодавство за контрола на оружјето. Очигледните мотиви на напаѓачот покажуваат дека расизмот останува болест на американското општество, против што треба заедно да се бориме, изјави Обама на конференцијата во Сан Франциско. Силен земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтер го погоди синоќа Чиле, соопшти Американскиот геолошки институт. Земјотресот бил со епицентар на 90 км на северозападот од Концепсион и на длабочина од 10 км. За сега нема информации за евентуални жртви или предизвикана материјална штета. Председателот на Русија Владимир Путин оцени дека се обновени трговски врски со официјална Атина, додавајќи дека ново подпишаниот меморандум за гасоводот ќе помогне на Грција да ги плати големите долгови. Ако Европската унија сака Грција да ги плати своите долгови, треба да биде заинтересирана за пораст на грчката економија, изјави Путин на средбата со првите луѓе на светските новински агенции во Санкт Петерсбург. Бројот на терористички напади во светот е зголемен за 35% во 2014 година, наведува Американскиот State Department во својот годишен извештај за глобалниот тероризам. Околу 33.000 луѓе се убиени во 13.500 терористички напади низ светот во текот на минатата година. За споредба, во 2013 година над 18.000 луѓе загинале во речиси 10.000 терористички напади. Македонската ракометна репрезентација ги доби најтешките противници за Европското првенство во Полска. Ждрипката одлучи Македонија на Европското првенство да игра во групата со домаќинот Полска, потоа актуелниот светски, европски и олимписки првак Франција и Србија. Ова е составот на групата во Краков, која е една од 9 најатрактивни групи на првенството. Пласман во следната фаза на шампионатот ќе обезбедат трите првопласирани селекции. Доколку бидеме една од тие репрезентации од нашата група, ќе играме со првите три од Б групата, во која се наоѓаат селекциите на Хрватска, Исланд, Белорусија и Норвешка. Надпреварите на Европското првенство во Полска ги отвараме со Франција на 15 јануари, а потоа следуваат дуелите со Полска на 17 јануари и со Србија на 19 јануари. Европското првенство во Полска ќе се одржи од 15 до 31 јануари следната година. За нашата селекција ова ќе биде четврто учество. Прв пат на Европското првенство настапивме во Италија во 1998-та, потоа Србија во 2012-та и во Данска минатата година. Ова беше се. Повеќе вести ќе ви презентираме во дневникот во 16 часот и 30 минути, а до тогаш имајте пријатен ден со програмата на Канал Плюс.